Александар, знаеш каков ни е табиетот? Да се поздравим. Ајде, здраво. Здраво. Од кога не сме се видели уствари? 100 години. Ако не и мање. Ој, 500. Ако не и мање. Добар ли си? Добар, супер. Да. Ти како си? Супер. Ме натера да дојдеме во твоето прво мало, така? Да. Да. Каде всушност беше прилика? Сега Па сме- малце понатака кај Малце Тинексот, подолу? тој А, супер кај Тинекс. кошот? Да, кај кошот. Топ. Тамо ме крела вака. Да дам кош. И никој друг раскажувал за тоа мало и тој да, знам и кој. Мирча Чашула. Да. Дека тамо се собирала. Добро, колку време од детството ти е тука? Па првите 5 години. 5 години. Да. Ама доволно спомени за да дојдеме тука после. Спомени. Тоа е од градинка спомените и до 5 години се најјаките спомени. Така е. Мајка ми се чуди, ја имам спомени и до година дена. Како можеш да имаш спомени? Не знам, Нели и кажувам места, локации, случки, не и се верува. Како може да се паметиш, нели не паметиме тогаш па ни Па раскажуваат. јас така знам дека не паметам, ама ета, ја имам слики од тоа. Кога сме кај тие слики и приказни, што прво ти тикнува кога сме овде? Освен кошот, освен мама и градинката, ќе ни раскажеш и за неа приказна. Па, види, составот на луѓето беше поинаков порано. Сега се сите, да не, нема да кажам неписмени, туку доволно писмени. Тогаш, посебно овој тука дел беше полн со уметници, со музичари, со композитори и имавме многу интересни пријатели. Еве ќе спомнам, значи тука секогаш идев на проба на Лева патика. Они пробуваат тука кај граница ки доле у подрумот, у клубчето. Значи ја од најмали мои нозе гледав еден бенд што, знаеш, се восхитував. Така. И тоа сакал некел Влигува. ти останува, да. Да. Кои други беа уметници, Па паметаш? Зографски ни беше Зографски ми беше значи, комшија. на 20 метра комшија. Значи неговиот дом и погледот од терасата вака према Скопје до касно животот ми бил у соништа. Стварно. Да, и Тој кога поглед да сум ми е, пишувал, да. кога сум правил музика, значи тој некој филинг ти останува од детството и си се замислуваш на таа тераса. Беше на вистина убав поглед, тоа такво? Па цело таму на кештиде надоле према Аха, топилницата, добро. таа тераса што гледа према Најубавата. Капиштец. Да, најубавата. Така е. А ви дозволува, се дружавте? Да, Ви да. дозволува да можеш да се кажеш на тераса? Мајка ми ги знаеше сите. Значи, Тоа е предност. Тоа, значи, она Така. у градинка работеше, Тоа е. доле у градинката Кочерацин, И ги кај знаеш Жито Лукс. сите со децата таму, така е. Да. Добро. Освен Зографски преубавиот поглед Лева патика, уште некој Па имав малки многу игри? другари, да. Добро. Тука си се дружевме со сите во суштина. Па Сега се доктори, дружиш? со главаш, значи со многу се дружам се уште, да. Се дружиш? Да, од градинка ми се другарите се уште. Стварно? Да. Ајде кажи ни кои се. Па сега кој се Не кои се, па спомни ги, они ќе се знаат, не мора другите да знаат. Ајде ќе оспомнеме Лестер. Си се Добро. знае он. Добро. Ќе оспомнам покојни Боријан А. на Роса, братот. Мгм. Тино, ќе го спомнам Сашо Здраве, кој што од Хотел Солун. Мгм. Па тие ми се со кои што се уште држам. Од градинка. Горан Ичев, да, од градинка. Аха. Марија, со неа и у средно и во осмолетка учев. Вау. И така. Да. За градинкава е многу интересно приказана, никој не ни ја Соња раскажал. Панкова, љубовта моја Соња. Соња, љубов. Од кога е љубов? Од градинка? Па нормално. И тогаш има љубов? Па како? Што беше волшебно кај Соња? Бемките тука и кога спиев ми ги гледам бемките секогаш. Ама сега и ги нема. Ги тргнала. Викам ќе те убијам. Стварно не е фер. Па не е фер. Да. Добро, што правевте во градинка и зашто се вика, како се вика градинкава, како е позната меѓу... Ова е друга градинка која што бев со Соња, бевме на отварање, ја отваравме. А вие не бевте во оваа градинка? Или бевте ние потоа? бевме доле у Кочерацин. доле у Кочерацин. И за овде за отварање ме избегава намерно, пошто ајде да не биде сега Сашо секаде, Сашо ме вика, Аха. Саша, и
други Сашо те деца, вика? да. Добро. И сега други деца да бидат, ама нешто не им идело. Мгм. И у последна минута, Саше, ајде вамо, Мгм. ајде слушај песничка. Добро. И кога пиштол, ајде ти, танк, имам слики, имам доказ, ке ти ја дадам. Пееше песна? Не, рецитира. А рецитираш? Да, Да не ја паметиш случајно? не. Не ја паметиш, добро. Не, таа ми е после прва година и не памтам после прва година. Само пред. Само пред Да. А градинка овде беше у Долница и тука се скијавме со санки. Мгм. И беше цело со багреми, па затоа се уште ја викаат багремар. Мгм. Значи, неофицијалното име и е багремар. Багремар. Да. Не сум знаела. Ултрамодерна беше тогаш, пошто Да. е као Па колосеум. добро, и сега изгледа, не изгледа лошо, морам да признам. Супер. Поинакво од сите градинки во Скопје. Така? Да. Па да, не знам сега каде слично направија. Аха. А, Сега во ново време? Филип издизајнира и доби награда. Негде околу Скопје беше. Аха, добро. Да. Мојабетов ми е следен. Каков ти е сега чувството кога ќе се вратиш во вакво водно? Па види, само куќите поинаква. се многу Само поголеми, немаат шмек, така Да. се малце без прича, знаеш, направени куќи само за Не е рента. како на онаа зографски терасата, така? Не, значи Да. тие Ирена Стојковска ќе си ја спомнам, нели Аха. исто. Значи тие бараки си има свој шмек. Има многу големи дворови, многу дрвја и таа топлина од барака, тие големи врати тешки, значи си живее куќата, тоа крцкање. Ова сега е нешто друго. Нема везе со тоа што беше. Чекај сега, оваа куќава што ја направивте има убав поглед? Која Во куќа? Влаја, твојава сега. Па да, према градинка пак. Со градинки, бе, Да, да. го бараше местото крај градинка. Да. Добро, кажи ми сега, кога станува збор за Скопје воопшто, како ти се чини твојата младост од оваа перспектива сега? Какво беше тоа време? Во Па кое што секој мисли живеев? дека неговото е боле, Најубаво, нели? Дека така, порано, да. порано било боле. И за мене исто така. Мгм. Секојаш било боле. Дружбите не се исти. Не сум. Значи се собирале луѓе, нели, пред МКЦ, пред коцка, чаршија. А може и сега се собираат негде кај што ние не сме у тек, па не знаеме, па утре ќе жалат по тие места. Мгм. Меѓутоа, така, се е некако изгубена е душата, реално. Мгм. Нема младина, помалце млади, гледај ги групите, колку групи има и по колку деца се. И така, мислам дека нема многу шмек останато. Мгм. Друго беше пријателството. Какво беше? Ајде, раскажи. Примерно. Не гледаш на саат, Мгм. немаш телефон, едноставно си достапен само за тој со кој што си. Мгм. И твоето внимание и време е посветено на него. И тој муабет што ќе го направиш, таа енергија што ќе ја размениш, тоа останува. Ќе го видиш после 20 години се враќа таа енергија. Исто Пак така, ќе направиш се за него, како да ќе не направи се поминале за 20 тебе, да. години, така. Сега тоа више не можеш нови познанства да оствариш. Сегашното познанство е само колку да се слика со тебе на селфи и да го постира. Тука завршува се. Се сеќаваш тогаш на муабети за стари Скопјани, вакви, такви музичари, групи и така натаму? Или? Од тоа време, да речеме, освен Лева патика, освен уметници Па како... види, секогаш идевме, пошто ни е блиску, во Добро. Панорама. Аха, добро. И мој идол, прв музички идол, значи не бил Грани Таки, Добро. бил Вучич, Драган Вучич. Драган Вучич. На вистина? Да. Зошто ти беше идол? Затоа што, значи тогаш, не знам дали уште се викаа Тавче Гравче, со Смилја Митревска. Да. И идевме, Смилја Митревска и беше од дом, бидејќи мајка ми е од дом без родители израсната, и од дом беа заедно. Аха, се И познава. бевме многу блиски. Блиски. Да, и идевме кај Смилја. Меѓутоа ја бев секогаш испред Вучич. Значи си го гледав Драган, висок стамен човек со басот и не можеш да не го сакаш. Добар си. Знаеш, Значи Вучич си за свиреа се и народно и забавно и се. Да, да, да. И Па
Пази сега да не ни Многу добро звучи. Да, не, чекај, да не немаме гости. Нема гајле, песка ја. Изгорав, не треба поише сега за Да. малце. Беше полна таа панорама горе? На таквите забави? Олимписко село. Олимписко село, Да. добро. Да. Сега не знам што е. Да, Нешто. некои згради. Гледаш ни тоа не постои. Да. Беше полно, луѓето одеа или само за викенд Да, се да, одеше? како Како? не? Само Не. за викенд или и Тоа не не знам. се сеќаваш на не тоа? знам. Да. Добро. Кога? Јас сега се ми е сабота секој ден, не знам кој ден сме. И денеска е сабота. Денес сме сабота? Живите ја поима нема. Ами утре ќе ти биде сабота, така Да. што супер. Да, кажи ми кога тргна првото нешто кај принц да и посака музика да биде нешто со што ќе се занимава? Имаше избор, имаше можности, како тргна? Како тргна Прво приказа? беше со играње, танцување. Аха. Си играв и мајка ми ме бутна у оган. Аха. Зема од незината наставничка бивша од домот, Добро. која што е као втора мајка. Така. Он од незиното дете гитарата и ми ја дадоа да почнам да учам. Добро. И тргнав во пионерски дом Карпаш. Аха. И Таму идев година од прилика. имаше некој професор сериозен што те научи нешто или? Да, Круме. Круме. Круме и значи добре не научив нешто многу од Круме, Мгм. бидејќи таква беше и програмата сега. Мгм. Меѓутоа не ми ја уби желбата за гитара. Што е важно. Многу важно. Да. Затоа што јас значи онда првото стварно убаво знаење за гитара го добив од Даниел Дарковски од Дорами. Мгм. Идев кај него и он ми покажуваше. И сега емисијава за мајка ми искочи. Значи, неговата ќерка и син ги чуваше мајка во градинка. Абе, сегде врски човече. Прикини, не можам престанам. Па добро сега. Така, Па и ја така еве правам го- за децата Така е, нели? да, сите правиме се. Па треба некаде да им даеш признание. Така е, да. Не е срамно тоа. Не. Треба да признаеш на родителот кој ти помогнал. Не? Точно, да. А ми се чини дека ти си еден од ритките кои што секогаш си ги кажувал тие работи без доза на криење, срам или не знам што. Така, Па да, нема. така и што треба, така, да. што нема потреба. Кога дојде таа потреба да бидеш поинаков од другите? Тоа е она пошто да речеме во Скопје имаше други кои што да речеме си ги гледал, јас не се сеќавам, можеби и не ги знаеме. Не, знаеш, ја кога бев више трето оделение, кога Добро. си го засакав принц, иако претходно Девид Бови, Елтон Џон си ги сакав, Добро. Род Стюарт. Меѓутоа кога дојде принц, он даде една агресија, еден гнев Да. видов у него, Мгм. и креативност, и гнев, и желба да се истакне. И апсолутно не го гледав тоа неговата ексцентричност као геј или нешто, пошто гледам дека не е геј, се осеќа таа вибра. И кога видов дека и он е од разведени родители, па не знам, се борел вака така сам. Мгм. И се видов у него, видов дека тогаш дознав дека не пиел, не пушел. И тоа некако ми примерно стана, дете бил. да, и тоа ми стана некако, знаеш, као некој Водилка нека. алгоритам во глава дека не треба никогаш со алкохол да се занимавам и со цигари, не дај Боже дрога. И дека само треба да работиш и да се бориш. Така некако, знаеш, кога се осеќаш као некој аутсайдер, значи ние сме имале пријатели секаде, ама ние не сме имале како да кажам, не сме биле у позиција на еве да те буткаат, те значи буткаат. пак мораш сам се. Така е. И секаде сум се чувствувал као аутсайдер без грб некој, знаеш. И мораш сам да се Е, пробиваш. са, наспроти ова со мајка ти приказните се за почеток на приказната, да речеме на После се воведување. бориш сам. Потоа мораш да се избориш сам. Како тргна се во однос на создавање музика, да речеме твоја, и колку тука ти се најдоа пак другите сите пријатели. И тоа има врска Скопје и скопските, да речеме, познанства, пријателства, помош, начин на дружба или не? Па со друго оделение почнавме прво. А Значи, со другари од оделение? Да. Добро. Да. Андри Илиевски и Добро. така нескромно си се нарекувавме генијалци. На вистина генијалци, ви се викаше бендот? Да. Леле, какво име! И значи од првите акорди кои ги учев на гитара, јас правев песни.
Значи, и суштина учев преку мои песни. А, И откако памтам за себе дека свирам гитара, јас правам песни. Меѓутоа тогаш снимањето беше поинаку. Микрофонче ми ги нозе, едно тука, гитарчево, на еден дек он исто така, добро. па ќе стисне нешто на оние толицко сајзерче, знаеш, нешто ритамче или не. Снимаме на една касета, па од таа касета снима на друга касета, па додаваме. На крај имаш 2 тона шум, битно ние имаме снимка. За пред наставникот по математика, Добро. Миле, да кој имате што двојка. свиреше гитара А, добро. и му презентиравме секој месец по една песна му презентиравме За на час. двојка или за петка? Не, петкаши бе. За петка, така? Тука нема Нема компромис утка. со учење, со оцени. Така, така. Добар ученик сум бил. Да, добар. Да, да. Добро, генијалци до кога постоја? До 8 до полуматура. Да, и после? после Секој на своја страна, ти се скара, не продолживте? после колешка на мајка ми. Теди е мажот и е баже од музичка младина. И сега јас кај баже од музичка Значи- младина, здраво, јас сум Саше на Само ти Маре. кажам, на секој 5 минути мораш да спомнеш да. по еднаш мајка ти. Па сега на Добро. почетоците сме. Да. И баже ме поврза со талични тон. Добро. И? Значи со Горан, со Давор Јордановски, Да. Гоце Стевковски беше на бубањ. А, Значи многу јака постава. така е. Боро на бас. И јас идев у МКЦ со нив вежба. Значи Арно. свирев гитара, да. Аха, Втора гитара. втора гитара. И? Те примеа уталичното? Да, па на проби вежбав А, еден на проби. период. Да, Добро. и после тоа отидов у друга група. Која? Група Катанга. Катанга. Да. Сети се групива, значи, со интересни имиња, така мислам, Е. така, не може да биде обична група. Мојата учителка од градинка, Другарка на мајка. мојата втора мајка, Добро, Лела, добро. значи незината ќерка беше девојка на човек што ме поврза со Катанга. Мгм. Вика, пробај, Добро. и со Катанга ми беа првите тезги, Аха. свирки. Каде свиравте? И немавме ни проба ни ништо, директно отидов на свирка. Е, како? Им требало итно Добро. и ајде. Ја полуписмен на гитара, директно у оган. Каде беше Во свирка? Криција, во Црниче. Леле. Горе, Пржино, како му Добро. доаѓа. Кафич Криција и тоа ми беше прва свирка директно, значи и прва платена свирка. Вау! А потоа имаше свирки? 3 години свиревме скоро секој ден. Секој ден? Да, Да им кажеме на овие млади, бе, да, дека во Скопје се живееше секој ден. да. И Не само за викенд. од Васко, значи Васко беше пеач, лидер, Васко Достинов. Многу научив од него, пошто он беше добар гитарист и пеач, и све, и фраер. Да. И така топ период тие 3 години. Чекај, сега има тука Васко Достинов сега ја води ова Која? Аква Денс клубов за танцување. Аха. Така да сега си соработуваме пак, ама на друго ниво. Да. Така е. А девојки имаше со овие групи вастите? Во групите? Не во групите. Нели, викаш у група тргнуваш за да имат Те, девојки бе. или не? Па зашо сме иделе? Па за тоа. Зашо свириме ние? За тоа За прашувам. Цедор Гедор да слушам. Се знае зашо свириме. За девојка. Не си јарам. Добро. И имаше после, како е Сонја е првата љубов, така, таа од градинка? Да, Да. Сонја Панкова. Добро, Сонја Панкова. А потоа, која беше следна љубов? Па ти сега, ако Многу почнеме љубови да се. видиме Добро. Мојаветот ми е. Ај сега, кога дојдоа наред спотовите. Добро. И сега нели сигурно си направил за мене во тоа време, да речеме Сања лазања и тој спот беше поинаков од сите до тогаш направени. Да, добро. Тој спот не е мој да кажем. Да, Сум ама спот, друго веројатно, правиш. ама веројатно имаш дел во приказната. Тоа Па ми е да, мојаветот, да, така, да. дека некаде Јас си сакав идејата така, беше да. таква и така натаму. Да. И така во Скопје паметиме. И тоа се нешто што нели Да, да, добро, тој било еден убав грижливо период се беше чувало тоа. во така е, да. Да. И тогаш мислам дека имаше најмногу музика, добра музика во тој период. Да речеме тоа 90-ти бе или Крај на 90. крај на 90-ти. Да.
стварно беше експанзија, немаше Да. забава, приватна журка, што Така и да е, значи да. секаде беше македонска музика. И луѓето стварно ужива. Значи на секоја песна ги се пушти и имаш овации. И ужурка, значи Да. стварно Како принц имаше настапи? Одеше? имав Да? многу, да. Имаше? Па секој викенд сигурно имав. Секој викенд? Да. Да. Каде паметиш некои убави случувања низ Скопјево? По сите клубови идевме, знаеш. Мгм. И тоа, знаеш, идеш на плейбек, пола сат, фино, лепо, земеш тамо 500 марки. 500 марки. Па, од прилика минимум, знаеш, не. Тоа е како сега 500 евра? Па да. И тоа за пола сат, пушти седето, отворен микрофон. Значи немаше тогаш лајв. Аха. И тие продукции на тие песни стварно не можеш лајв. Да. Не дека не можеш, Мгм. ама се беше толку брзо, динамично. Значи немаш ти кога да спремаш бенд. И ќе кошташ многу. Мгм. Вака и на нив им одговара луѓе, карти, атмосфера, тебе ти одговара, сега си у овој клуб, утре си у оној клуб. Секој ден снимаш песни, по 100 песни у година снимавме. 100 Да, да. песни у Па година? да, со Дарко Димитров, нонстоп у Рудник. Леле. И у Дореми студио, значи се работеше нонстоп. Да. И со други луѓе работе, Аха. али најмногу со овие. Да. И јас сам што работев. А Сања Лазања да спомнам Денис Арагиновски, значи Аха. тој беше негов спот. Аха. Највише беше негова идејата. Добро. И он гинеше 3 месеца го правеше спотот. 3 месеца. Да. Заради Добро, тоа тогаш тие компјутери бара Точно. многу рендеринг. Заради тоа што си во тој дел. Како потоа па во тој дел влезе и колку таа Па со магија на песниве што уметност, ги така. правев за групи бе, Добро. да ги спомнам ДНК. Мгм. Панчо беше во група ОК, Да. Андреј беше во TNT. Мм. Ја правев песни и за ОК, и за TNT. Се растурија, вие направија ДНК, правев за ДНК. Супер. Па ја ги крстив ДНК. Стварно? Па пошто не ќе Снежана и двете да се викаат, па не ќе спуштени плафони да се викаат, Мене колку ќе беше добро тоа Снежана и двете, што не си го кажа? па не ќе спуштени плафони, ДНК, добре, ај. И Добро. ама било динамично и кога е Така е. динамично си креативен, сваќаш. Така е. Има, знаеш дека има зошто да си креативен. Сега ми нудат нешто да пишам, текст, музика. Знаеш дека нема зашто, знаеш. Не е само за хонорарот што ќе го земеш, А што е тоа што нема зашто? Што? затоа што ја нема сатисфакцијата Како а, никогаш. дека тоа ќе биде чуено. Мгм. Нема музички емисии, нема Да. музички редакции, музички уредници. Нема. Не третираат музика. За жал, За жал. ќе ми речат кај сите нема. Бе, ти од последен пат кога се ме видел, ја имам уште 7 албуми, ама да бев политичар, секој ден ќе ме гледаше. Така е, да. А каде излагаше надвор од тоа дека беше ултра познат? Како значи, што значеше да се биде звезда од Скопје тогаш? Не се криевме ни, немавме, Аха. не беше така да си познат. А, така не Значи, беше. ние се качувевме по шанко и игравме, се соблакавме Аха. со цури по живи свирки. Значи си ја уживавме ние Славата. популарноста, Да. да. Не беше онај популарен сум, па не можам да излезам, па не. Значи, автограми се бара? Ти бара? Врата секој ден по 20 деца. Стварно? Да. Вау. Али шо, си го живаш тоа. Да. Не сме се филмале на тој начин, знаеш. Едноставно си уживавме у младост. Да. Кој други? Во аеродром беше еден дел, еден Да, да. дел од Да. од животот. Аеродром ти се бенди са или? Па топ населба, за млад човек топ. Мгм. Сега не би можел да живеам. Што сега ко не у си, Шангај. сега не си млад? Сега сум помлад, ама Епа, ко у Шангај, многу гужва, многу. јас сум аеродром супера. Шо супер, тоа улици, не, тоа не е аеродром, тоа е полигон Јане Сандански. Е, Само лош за си. аутошколи, сите ко шлогирани както си возат, она, 20 на сат. Не можам таму, живци губам. А у Влад е добро? По Влај топ ми е. Се препородив. Стварно? Да. Браво. Како се натера? Тоа беше Роза кога дојде во животот или? Пред тоа. Да, да. Тогаш? Да. Тогаш одлучи дека не сакаш аеродром, сакаш Па живеевме 5 години у кисела вода. ају кисела вода. Да, кисела вода е хаос. Хаос. Баш може би у најлошиот период живеевме кога се градеше. Мгм.
Значи беше лудило, не можеш со бебе со количка да излезеш да го однесеш од точка А до точка Б. Значи беше навистина катастрофа. И многу студија менував под кирија, инвестирав цело време, намести, направи, оди си. А беше почнав да барам кисела вода, ствари знам, да, така да, нели почнав во да мали барам простор. станче кое што знам у стан работеше Билов и стално имаше проблем со комши, колку и да го изолираш, Така. имаш проблем. Да. И после почнав да барам некоја барака 11 октомври, нешто кај што си мислиш дека можеш да најдеш поевтино. Кога видов што можам со парите да купам, се разочарав. И кога ја најдов куќава, Куќава беше веќе никаде направена или да, како? беше, да. Ја само ја доградив плюс и ја реновирав свашта. Да. Меѓутоа, ја најдовме, за среќа наша, да кажам среќа, од некој лихвар што ја добил. И по супер цена. Е сега, ме гледаш колку сум побелен? Да. Е, од лихварот сум побелен. Зашто? Сакаше пак назад Цело да ја време земам? сваќаш повуци потегни со претходните што ја изгубиле куќата. Леле. Свашта се дешаваше, со земјиштето, па ти прават заврзлами и сега се бориш. И сега Си ваше? влеголо. Ваше? Добре, наша си беше од секојаш, меѓутоа колку да ти скратат живот сега, како да ти кажам. Ми се бориш, нема дање. Така е. За крај. Емисијава се вика Скопје але але. За какво Скопје навива принц? Тешко е? Не знам за какво Скопје, што за Скопје. Какво да е? Скопје е луѓето. Аха. Скопје ко Скопје. Значи луѓето претежно е се оттидени у, како да ти кажам, за никаде. Значи култура нула, естетика нула, морал нула. Се е оттидено у неповрат. За жал, не е тоа нешто што лесно ќе се оправи, затоа што се изгубени више генерации и веќе нови генерации се израснати од такви генерации и он не ни знае што да исправи, знаеш, нема што да исправи. Никој не поседува дома, ни седења, ни плочи, ни филмови. Апсолутно се неуки за се. И се иде за она, знаеш, у маркет, што е на првото на акција што ќе дадат, на попуст, со изминат рок, така има и на нив во животот. И се конзумира она што е најлесно. За она што е добро треба да покопаш, да побараш, да се заинтересираш. Меѓутоа тоа го нема сега, за жал. Ама го сакаш Скопје? Па си го сакам нормално. Сепак има некои делови кои што никаде ги нема. Значи, ајде, убав е Белград, окей, ќе шеташ вака, така, знаеш. Но ќе дојдеш на Партизанска и ќе речеш, уф, ширина, воздух. Еј, нема брдо, рамно, ќе си трчам. Липи, убаво, мириса. Ова го нема, сваќаш? Или на Кеј. Значи има некои моменти, или Инденска, кои што ги нема никаде, на вистина. У Дубај, например, снимавме некој спот, неколку дена, све луксузи, идеш од луксус. толкав тепик длабок у моловите, у ходниците, пропаѓаш. Ма нема причаве, брат. Направиле тамо некоја улица со дрвца, со клупи као у Европа да изгледа, виделе како е. Нема човек таму. Они не живеат така, сваќаш. Нема прича у тоа. Џабе се тие работи. Значи има тука се уште нешто што го нема никаде и си го сакаш. Јес, завршивме с убав. Да. Фала ти. Хајде. Чао. Чао.